Македонија четврта во Европа во кошарка, петта во ракомет, историски пласман на фудбалерите на Европско првенство, ракометен Вардар, двократен европски првак, фудбалски Вардар со историски успех, првпат обезбеди учество во групна фаза во Европа, победувајќи го големиот и многу побогат Фенербахче на тој пат. За полуфинале на Македонија! Полуфинале на Македонија! Нема гол, Македонија е петто место. Македонија избори олимписки квалификации. Радуваме се, Македонија! Европско првенство во фудбал! Душебаев, еме го Чупич, гол! Македонија, радувај се, Вардар е во Европа лигата. И се ова не беше пред 30, 40 или 50 години, беше последниве 13. Во 2011 испишавме кошаркарска историја. Една година подоцна на европското во Србија, бевме петти во ракомет. Во 2017 и 2019 РК Вардар беше освојувач на Лигата на шампионите. Во 2017 пак фудбалски Вардар беше учесник во групната фаза од Лигата на Европа. Во 2021 пак фудбалерите испиша историја се пласираа на европско. Како за толку краток период од историски успеси, дојдовме до еден вид ново македонскиот спорт. Репрезентативците играат далеку од нивото. Вардар во фудбал беше второлигаш, па годинава едва ја опстана во првата лига. Ракометен Вардар доби суспензија за Европа. Ова се прашања на кои се барат одговори. Нив ги бара и Борко Ристовски, идниот министер за спорт, вели имал решенија за повторно спортистите да ни носат радости. Мојата цел е да од Македонското Министерство за спорт направиме една респектабилна институција која што ќе има за своја цел примарна да ја промовира Македонија на домашен во рамките на државата, меѓутоа така и на меѓународен план, да ја направиме Македонија респектабилна држава регионално, да дадеме помош на сите оние млади таленти кои што им е потребни, кои што беа забравени сите овие 7-8 години и да вложуваме во инфраструктурата и во врвниот или професионалниот спорт. Вели дека е потребно вложување во инфраструктурата, бидејќи тоа е клучниот сегмент за развој пред се на младите спортисти. Сега ќе направиме еден концепт кој што ќе биде спој на повеќе работи кои што на крај на денот ќе дадат и поголем бенефит за македонскиот спорт, за поединечните спортови, за колективните спортови, за олимписките и за неолимписките спортови, за рекреативниот спорт, така да една голема програма која што на крај на денот треба да е само еден голем плюс и бенефит. Можеби не на краток рок, меѓутоа на среден рок Македонија повторно да биде успешна приказна спортски план. Ристовски најави и сериозно испитување на работата на досегашната Агенција за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет, чии поранешни директори во агенцијата Дарко Каевски и Наумче Мојсовски, како и актуелниот председател на МОК Даниел Димевски, заработија кривични пријави поради сомнежи за нивните дејствија. Ќе мора да се направи една ревизија која што ќе се направат надлежните институции, ревизија која што ќе покаже дали за се она што се сомневавме сите ние во изминатиот период и што се знаеше како една јавна тајна во македонското општество, ќе ги даде посокојните резултати. Веќе има поднесено обвинение, подигнато обвинение и против луѓе во Агенцијата за млади и спорт и директорот, така и против председателот на Македонскиот олимписки комитет. Ристовски најави ревизија и контрола и на работата во спортските федерации, бидејќи во јавноста постојат сомнежи за можни криминални трошења и таму.